Почитувани гледачи, како што и најавивме на почетокот од ова издание на Вестите, гостин во студиото, а мој денешен гостин во Вестите, отец Григори од манастирот Свети 15 Тивриополски свештономаченици, каде е и старешина. Оче, добре дојдовте во Вестите за прв пат. Добро ја најдов. Така. Денеска сме овдека со повод на сите христијански верници. Денеска го почнуваат постот кој секако трае до Божик. Божикниот пост, кој што е втор по големина по оној великденскиот. Кажете ми нешто повеќе околу постот, неговото значење и секако проповед. Па така. Да, наистина, Божикниот пост е втор по големина, така би кажала, временски, што трае, нели, исто како слично на великденскиот пост, но еден од поблагите пости. Бидејќи великденскиот пост и богородичниот пост се построгите по карактерот, а овој од поблагите. Значи, бидејќи е дозволено да се јаде риба за време на овој пост. Најпрво да го кажеме правилото за овој Божиќен пост, како што црквата го определила, тоа дека понеделник, среда и петок се јаде без зејтин, другите денови на масло, а сабота и недела се јаде и риба. Ги има 4 големи пости во годината, кажавме. И постот сам по себе не треба да се свати никогаш како некаква си цел, нели, во животот, туку тоа треба да биде разбрано само како едно средство кое што ќе ни помогне во нашиот духовен раст. Затоа е определен, нели, затоа црквата го одредила постот, бидејќи самиот Христос, нели, како што е спомнато во Евангелието, се кажува дека постол 40 дена и 40 ноќи, се покажало како нешто добро за нас луѓето. Свети Јован Златоуст вели дека не треба да се плашиме од постот како од некој страшен војвода, вели, туку бидејќи тој е страшен само за демоните. Треба ово да го многу јасно да го сватиме, бидејќи ако е постот средство и начин за да ги победиме искушенијата и демоните, тогаш би требало сите ние луѓето љубовно да го прифаќаме, нели, и радосно да го примаме, така. Особено вели истиот тој кога на постот ќе се додаде и неговата другарка молитвата, тогаш демоните се вразуваат како во пранги. Исто и во Евангелието се вели дека демоните се истеруваат само со пост и со молитва, зашто ни сведочи нашиот Господ Исус Христос. Така да заклучокот е дека навистина постот е потребен на еден секој човек, нели, односно секој христијанин. И постот и молитвата не можеме да ги разбереме како дарови, благодатни дарови надвор од црквата. Значи, тоа значи дека секој кој што сака да пости и да се моли, треба да е пред се крстен, нели, во црквата и да биде учесник во другите свети тајни. Значи, не постиме заради никаква си диета и така натаму, нели? И заради здраве на телото, што е во секоја смисла и корисно и добро за нашето тело, нели, воздржувањето од јадењето и од пиењето, но сепак тоа има повеќе, би кажал, духовен карактер и духовна смисла и би требало само на тој начин да се применува како едно средство за духовно растење и како припрема за светата причест, односно каде што после постењето го примиме и нашиот Христос, нели, на светата литургија, односно да се причестиме со него, со светата причест, каде што на литургијата левот и виното стануваат, нели, тело и крв Христови. Така, оче, ги спомнавме луѓето, спомнавме она кое што води погрешна насока во целиот процес на постењето. Некои сметаат дека на овој начин само на телото му даваат некакво задоволство, но не и на духот. Каква е општата перцепција кај популацијата кога станува збор толку за постот? Па сега статистички не би можел нешто да кажам, нели, да. Така, но има возобновување, би рекол, и обновување на ова. Некој го нарекува тоа помодарство, нели, така натаму постењето.
но сепак јас би рекол дека тоа е едно обновување на нешто што постоело во црквата низ историите. Поготово е прифатено и од младите, каде што не само нели постат, нели кажавме заради некакви си лични причини, туку тие доаѓаат и на црква, се исповедаат и така натаму. Тоа би сакал да напоменам, нели, да се надоврзам на претходното, дека секојаш треба да ни биде припремен за светата причест, а неколку чекори што треба еден христијанин да ги направи во животот, нели, во тоа духовно восовршување свое, е тоа дека освен постот и молитвата треба да биде исповедан, да си има свој духовен отец како ќе се исповеда и со чија помош духовно, нели, ќе расте. Со исповедта секојаш е поврзана и светата тајна покаяние, односно светите отци велат дека тоа е една двоедна тајна, каде што една со друга се, нели, така поврзани. И на крајот, нели, се причестуваме со телото и крвта Христови како една цел која што би требало да има секој христијанин, да ја оствари таа света заедница уште сега со Христос, уште сега тука додека сме живи на земјата, нели така. Така, Божикниот пост завршува токму на 6 јануари, кога завршува и постот и почнува секако големиот христијански празник Божик. Така да. Обично пред секој од поголемите празници имаме така и поголеми пости, нели, како припремни за тие настани кои што се случувале. Еден е Божикниот пост, кај што на крајот, нели, би требало да се соединиме со Христос и на еден благодатен начин да го доживееме и примиме Христовото раѓање, што е можно повеќе, нели, духовно на некој начин кажано. Исто и со воскресението Христово, нели, исто и со успение на Пресвета Богородица, кој што е ден кој што завршува еден од тие поголеми пости, исто Петроденскиот пост посветен на светите апостоли. Така. Оче, јас ви благодарам, се надевам дека оние кои што почнеме да постат ќе им биде лесно постењето, оние кои што се двоумат сигурно дека ќе побараат правилна насока за постењето во нашите цркви. Па сите свети отци не поучуваат во една работа дека би требало тоа љубовно да го прифатиме. Како што спомнав и на почетокот, тоа не е страшен за нас луѓето, како луѓето, како страшен за демоните, а бидејќи ние сите сме на некој начин под влијание на некој начин од демоните, ние се противиме на постот како една добра и благодатна работа. Би требало тоа, доколку го разбереме, не е воопшто, нели, ниту тешко, но не е ни лесно за да се победи таа помисла пред се што ја имаме во самите себе си, нели. Кога човек ќе почне, ќе го започне постот, тогаш љубовно и според силите своји, а ги имаме, нели, сите имаме различни телесни и духовни сили, тогаш постот навистина би бил лесен. Би надоврзал уште на ова, кога ги спомнав тие силите човечки, обично ние луѓето, ако се самораководиме, нели, без да имаме свој духовен отец, обично ги читаме оние правила на црквата и знаеме како треба да се пости. Например, Великденскиот пост, ако е 7 недели без зејтин, во тие пости само сабота и недела се јаде зејтин, односно масло, тоа што навистина за некој почетник многу страшно онака на изглед, уште кој ќе дојде, но секој почетник би требало да биде, тоа духовниците го знаат, нели, дека треба да биде сватен и прибран на некој начин кон црквата, нели, како едно мало дете, како бебе, да речеме, кој што знаеме дека ниедно мало дете не почна со некаква си тврда храна, нели, така да и оној кој што духовно се раѓа и започнува во овие води, тој треба да се храни така со мека храна, значи постот би бил благ за тие луѓе и така натаму. Би спомнал исто така дека има и многу различни категории на луѓе, нели? Имаме, нели, пред се деца кои што до 7 годишна возраст според каноните тие се ослободени од постењето во секоја смисла, но исто така и после 7-та година, нели, тука тоа е релативна работа, секој дете според својот развој, нели, треба да се внимава на сето тоа. Знаеме дека едно дете не може без чоколада или без сладолед и така натаму, не може тие работи да се скратуваат на децата.
Исто така имаме, например, жени кои што се бремени, кои што дојат, имаме луѓе кои што работат тешка физичка работа, па имаме стари, изнемоштени, болни и така натаму. Значи, нормално за сите нив постот е секако поблаг, но сите тие луѓе би требало да си барат благослов од свештениците за постот да им биде разрешен на некој начин. Но исто така имаме духовни сили, каде што може би сме и здрави и прави и на изглед би можеле да го издржаме постот како што го пропишува црквата, но духовно сме слаби. Исто свештениците тоа го препознаваат, па и за тие луѓе постот би бил поблаг нормално. Така да на сите тие работи свештенството сето тоа добро го познава, а верниците не би требало да имат никаков страф да започнат со постење. Така, ви благодарам оче што одвоивте време и бевте дел од нашето издание на вестите, а секако се со цел поблиску до граѓаните, тоест до нашите гледачи. Ви благодарам уште еднаш. Благодарам на вас. Ние, почитувани гледачи, продолжуваме понатаму со останатите содржини кои што ги најавивме.